НАТО очекува до 15 февруари во двете земји да завршат сите процедури околу договорот во Преспа. По македонскиот парламент ќе гласа и грчкиот. Двете страни објавија дека го обезбедиле потребното мнозинство. Имам информации дека минимум 80, прочем и нешто над 80 пратеници се уверија дека иднината на Република Македонија е единствено во НАТО и Европската Унија, а тоа е условено нормално со Преспанскиот договор и уставните измени кои што треба да се случат најдоцна до петок оваа недела. Членовите на независни грци што нема да го следат Каменос ќе испочитуваат програмата што изгласавме во 2015-та и сметаат дека овој договор е во национален интерес. Не само што имаме 151 пратеник за договорот од Преспа, туку и за владино мнозинство. Пред крајниот рок во Грција растат тензиите меѓу Сириза и независни Грци. Двата кампа велат дека се подготвени за евентуално растурање на владината коалиција. Пред средбата со Ципрас, Каменос утре наутро треба да се сретне со своите пратеници. Дел од нив потврди дека можеби ќе го поддржа договорот, што е шизма од политиката на Каменос, кој рече дека ќе гласа против. За да го пресмете исходот од средбата на независни Грци, наместо вечерва, Ципрас ќе се обрати до јавноста утре вечер. Во меѓувреме, владини функционери вршат сложена операција, да ги убедат коалиционерите да го поддржат договорот без да се растури владата. Третиот партнер потами најави дека ќе го поддржи договорот, но не и владата во случај на гласање на доверба. Ова пак го бара Нова демократија, а Ципрас го предизвика нејзиниот лидер Мицотакис да поднесе таков предлог. Во петок во Атина треба да пристигне и германската канцеларка Меркел за да го поддржи Ципрас пред ратификацијата. Ќе се сретни со Мицотакис кој ќе и пренесе дека останува на ставот против. Катимерини, повикувајќи се на добро информирани извори, пренесува дека НАТО сака најбрз можен процес. Постои писмо од генералниот секретар Столтенберг во кое повикува сите процедури во двете престолнини да завршат до 15 февруари 2019 година. Објави весникот и додава дека тоа ги забрзува и активира и процедурите во Атина, па ратификацијата може да се очекува и пред рокот.